Се повеќе македонски граѓани ги откажуваат планираните патувања за Италија поради ширењето на коронавирусот во северниот дел на државата. И туристичките агенции поради мерки на предпазливост и безбедност на патниците го прават истото. Оттаму велат дека најголем дел од аранжманите се однесуваат на Милано и Венеција, и тоа за престојните осмомартовски празници. Има голем број на организирани групни патувања, кои што ги работиме преку нашите партнери, колеги, дали од Скопје, од Битол или од другите градови. Тие аранжмани веќе почнуваат да се откажуваат ради нормално безбедност на клиентите. Маленко се надева дека ќе може да им излезат во пресрет на клиентите и да им ги рефундираат веќе уплатените средства. Секако дека ќе предизвика загуби, затоа што голем дел од тие аранжмани ние веќе ги имаме платено. И не верувам дека во целост ќе бидат рефундирани согласно правилата кои што ги имаат хотелите и авионските превозници. Хотелиерите пак барат уште позасилени мерки во целиот регион околу Охридското езеро, со оглед на тоа дека веќе на почетокот на мај треба да пристигнат првите поголеми организирани странски групи на туристи со чартер летови. Може да кажеме дека дел од тие се прегледани уште пред да влезат и во авионот, нели? Но секако дека мораме и на оваа страна да ги правиме тие проверки. Блажевски вели дека како резултат на актуелната состојба очекуваат пад на бројот на странски гости за околу 15%. Во моментот во Македонија и на двата аеродроми во Скопје и Охрид се спроведуваат контроли на патниците кои доаѓаат од ризичните подрачја, а слични мерки има и на граничните премини. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.